Добар ден. Добре дојдовте во втората од серијата дебитни програми на Телма и Националниот демократски институт NDI. Денеска сме во Битола, каде ќе дебатираме со носителите на советничките листи. Дебатата ја одржуваме во офицерскиот дом, овде во Битола, еден од символите на градот. За да обезбедиме рамноправно учество на сите кандидати, носителите на советнички листи ги поделивме во две групи, за да може рамноправно да бидат застапени во оваа дебатна емисија. Сега ќе ги замолам да се представат гостите, моите денешни гости во првата група. Повелете. Добар ден, јас сум Горан Велевски, носител на политичката партија Левица. Ви благодарам за поканата и до сите што не следат. Благодарам. Добар ден, ви благодарам за поканата. Јас сум Стефан Тековски, носител на листа на граѓанска иницијатива Грин. Добар ден, јас сум Васко Костевски, носител на советничка листа на политичка партија МАК. И задоволство ми е што учествувам во оваа дебата. Добар ден, јас сум Петар Котевски, независен кандидат за советник во општина Битола, иначе представувам движење Бојкотирам. Мило ме што сум овде. Добар ден, јас сум Жарко Кочишки, носител од Македонска ера трета, македонски независни листи, суверенисти. Ви благодарам на поканата. Добар ден, јас сум Димитар Кузмановски, носител на советничка листа Искуство за успех, предводена од Либерално-демократската партија. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Телма телевизија. Ви благодарам и вам. Да, тоа е првата група од денешните носители на советнички листи во Битола. Правилата се едноставни, кандидатите имаат 1 минута за одговор и 30 секунди за реплика. Време е да почнеме. Првото прашање секако е од темата на инфраструктура. Од тоа што можеше да се забележи низ разговорите со граѓаните во Битола во анкетите при подготвувањето на оваа емисија и на оваа дебата, како проблем ги истакна улиците, асфалтирањето и сообраќајниот метеж во Битола. Тоа е еден од нивните клучни проблеми, затоа ме интересира за секој од вас кое е вашето решение, што ќе го понудите како советничка група во Советот на општината Битола. Благодарам за прашањето. Секогаш граѓаните се во право, затоа што се тие еден клучен фактор, еден клучен двигател низ општината каде што функционираат секојдневно. Доволен доказ и показател е тоа што во Битола моментално имаме многу улици кои не се доправени, многу улици кои не се квалитетно направени, тоа може и да потврдат и медиумите кои претходно пренесува, односно зборам за неквалитетното асфалтирање, и многу улици кои се искрпени. Значи, Битола можам да кажам дека неговата патна инфраструктура повеќе наликува на една шареноликост, каде што нема улица која што не е закрпена и, за жал, веќе владењето на ова политичка гарнитура од 4 години покажува дека Битола, односно инфраструктурата во градот е катастрофална. Вашето решение? Како решение нудиме, значи, постепено и константно поправање на улиците, без начелно брзање пред парламентарни избори. Значи, не се прават улици 3 месеци пред избори, се прават улици континуирано во текот на целогодишен мандат, со квалитетен асфалт, така да ние како решение извојуваме дека патната инфраструктура ќе биде доста поквалитетна за разлика од овие моменти. Благодарам. Господине Тековски, повелете. Ви благодарам за прашањето. Ние како нови на политичката сцена пред се би поддржале се што е добро во градот, односно би го поддржале секој проект со кој што би се подобрила инфраструктурата. Сите добро знаеме во каква состојба се наоѓа. Не сме тука да се враќаме години наназад, тука сме да направиме посветленина, каде што ќе може ние како граѓани да ги користиме деловите кои што нас ни се достават. Имаме проекти со кои што активни проекти со кои што би можеле да помогнеме во однос на регулирањето и изградбата на инфраструктурата и се надевам дека ќе ги спроведе. Благодарам. Господине Костевски, повелете. Да, факт е дека во Битола има проблем со сообраќајот.
Има објективни и субјективни причини. Еден од големите проблеми е централното јадро, стариот дел на градот со тесни улици и лошите навики на возачите, на нас кога возиме, а и кога сме пешаци. Понатамо голем проблем представува за сообраќајот тоа што добар дел од коловозите е искористен како паркинзи, што според мене, според нас, не би требало да биде така. Коловозите треба да бидат наменети исклучиво за сообраќај на возилата. Понатамо, ние сите сакаме да стигнеме до буквално местото каде што сакаме да завршиме работата со возило. И тоа придонесува за тие проблеми. Затоа мислам дека треба да го забрзаме протокот на возилата, да се необходна е корекција на раскрсниците, а и за подобар сообраќај и превоз на патници, добро е да се формира и сообраќајно јавно предпријатие. Господин Котевски, повелете. Мислам дека е смешно да се разговара за ситни работи како улици во држава во која има апсолутно отсуство на владење на законот. Значи, тоа е суштинскиот проблем што треба било кој политичар да се труди да го реши, а не, значи, било што ќе слушнете од моите колеги тука е нешто кое што за реализација мора како основа да го има владењето на законот. Значи, владењето на законот во Македонија е одамна завршено, од ситни работи како улици, па се до промената на името, неуставната промена на името. И не се само политичарите тука, има и медиумите имат удел. Се сеќаваме 5 години славиме, 7 години славиме од кога Телма прогласи дека добивме кандидатска датум за членство во Европската унија. Гледаме дека тоа не се случи. Не добивме извинување од Телма. Така да, владење на законот пред се, ќе навлезам понатаму како ние тоа ќе го донесеме. Господине Кочишки, Благодарам. И самите ние сме граѓани на Битола и ја користиме таа инфраструктура. Сведоци сме дека последните 4 години Битола беше целосно раскопана. Се движевме, значи, по ископани улици и по калдрама како во турско време. Значи, ние како Македонска ера трета предлагаме целосна реконструкција на крвотокот, значи, на главните улици на Битола, а тоа се булеваро 1 мај, улицата Партизанска, улицата Прилепска, улицата Филип II Македонски. Значи, не како досега што се работеше, како што работеше Советот на општина Битола и градоначалникот. Значи, предлагаме, доколку добијаме, значи, градоначалник и целосна поддршка на Советот на општина Битола, целосна реконструкција на тие улици, не само да ги крпиме дупките и по 2 недели повторно да не сликаат и да кажуваат дека целосно се уништени. Значи, бевме сведоци неколку пати дека целосно нов асфалт беше за 1 недела уништен. И се извинува и го поправаа повторно. Господин Кузмановски, повелете. Благодарам. Самиот факт што граѓаните на општина Битола го констатирале проблемот со улиците и со сообраќајниот хаос говори каква е ситуацијата и сликата во градот Битола. За да го решиме овој проблем, ние од Либерално-демократската партија и од коалицијата Искуство за успех ќе предложиме серија на решенија кои ќе бидат во добробит точно да се подобри ова ситуација. Една од тие решенија ќе биде конечно да започне со работа јавното сообраќајно предпријатие формирано од пред неколку години, кое нема, замислите, ни еден автобус, нема ни едно комбе, кои би го растеретили самиот градски превоз. Значи, не е добро да се прават само предпријатија на хартија, туку треба да почнат да функционираат во реалност. Јас мислев дека со дел од парите на унгарскиот кредит ќе се набави некој автобус, па и електричен нека биде, затоа што тие помалку загадуваат и овој проблем некако ќе се реши, но мислам дека и проектот Битола град на велосипеди, да се набават преку општина 200 велосипеди кои ќе бидат распределени на 20 велолокации, со кои граѓаните ќе се движат многу полесно низ битолските улици и ќе биде растаретено централното градско јадро. Благодарам. Токму вие ја начнавте темата и на моето второ прашање од анкетата со граѓаните. Како констатација може да се извлече дека тие тврдат дека јавниот превоз е нефункционален, а може да биде решение. Така што моето следно прашање е тоа, како советничка група, што ќе превземете вие за да го подобрите квалитетот на јавниот превоз? Почнуваме со господинот Тековски. Повелете.
Пред се имаме проекти кои што би обезбедиле екоавтобуси и екопревоз, со кои што би намалиле загадување на животната средина. Исто така би направиле пунктови кои што ќе бидат активни со цел користење на полнење на електричните уреди, поради тоа што имаме недостаток на полначи за електричните уреди. Исто така имаме активен проект кој што внесува екотакси за граѓаните по принципот кој што е превземен во ШТИП, односно достапност на јавен превоз во приватно-јавна соработка кој што би му служил на граѓаните со цел да стигнат до точките кои што сакаат да ги достигнат во градот. Благодарам. Господин Костески. Јавниот превоз пред се зависи од квалитетот на возилата, а тоа дава мотив кај граѓаните дали ќе се возат со автобусите или ќе ги избегнуваат. Понатамо, редовноста е многу битна и покриеноста со сообраќајни линии на автобусите, бидејќи низ Битола, периферните места, има случаи каде што многу долго немаат автобус кој ќе ги превези во градот и назад, особено во вечерните часови, така да ќе мора со јавното сообраќајно предпријатие да се изврши корекција на таа ситуација, како би ги избегнале и гужвите во сообраќајот, бидејќи со зголемен број на патници кои ќе се превезуваат со јавниот превоз, се намалува и сообраќајот и густината на сообраќајот по улиците. Благодарам. Господине Котевски, повелете. Пак е речено, наместо да лицитираме со вакви фантастични работи, електрични автобуси, не знам, еколошки таксија и такви работи, значи за било што тоа да се оствари, првото што треба да се направи е да луѓето да имат точна информација за како работи нивната влада и нивната локална власт, и тоа е тоа што ќе се погрижам да се оствари. Значи, ветувам една само работа, а тоа е радикална транспарентност на работата на општинската власт со пристапот достапен до мене како избран советник општина Битола. Ќе направам да може на лесен начин граѓаните на општина Битола да ги видат, да види секој денар што излегува од општината, работа на секој јавно предпријатие под контрола на општината и работата на сите советници, како и председателот на советот на општина Битола. Така да, сите овие работи се убави за ветување, сега наместо да лицитираме, да зборуваме за нешто што реално може да се оствари. Благодарам. Господине Кочишки, јавниот сообраќај. Како што нагласив и на претходното прашање, значи првично, значи за да имаме добар сообраќај на градски режим и градски сообраќај мора да ги направиме значи градскиот крвоток, онаму каде што тие би се движеле. Иначе воведување на градски автобус и редовни градски линии, тоа е неопходно за битолчани, но првично треба да се реши прашањето со дивите таксисти. Бидејќи моментално во градот имаме голем број на диви таксисти, оние што имаат лиценца не може тоа да го работат и џабе ни е градски сообраќај во тој случај. Значи првично решавање со дивите таксисти, воведување на градска линија, со екоавтобуси, значи, доволно е Битола загадена, и набавка на тротинети или велосипеди. Значи, само една корекција на вашата констатација или прашање. Во Битола нема лош јавен превоз, во Битола нема воопшто јавен превоз. Лош јавен превоз има Скопје, Битола нема никако. Нефункционален беше констатацијата. Па, кога немаш, нема ни функционалност. Значи, како основа за да разговараме за јавен превоз мора да се набават автобуси, за да можеме да разговараме за јавен превоз. Во моментот битолчани се снаоѓаат со сопствени возила кои како умее, со велосипеди, со тротинети. Јавен превоз во Битола нема. Она што мора да се направи, да се почне од негде со набавка на 10 автобуси, да се подобри инфраструктурата на стојалишта за патници за кои ќе ги користат тие автобуси, затоа што тие се тотално запуштени, накаде ги нема, искршени, руинирани, да се субвенционира билетот за студенти и пензионери, како би го користеле се повеќе, да избегнеме да влегуваме во сопствените возила. Доколку имаме ние функционален јавен превоз, 90% од луѓето нема да ги користат своите возила. Затоа се примери останатите градови како Струмица, Прилеп, Битола, штета, град на конзулите, град на клавирите да нема
јавен превоз. Продолжуваме со четвртото прашање. Сега ќе зборуваме на тема јавни предпријатија и локална власт. Отвараме со вас, господине Котевски. Како ќе обезбедите транспарентност и отчетност во јавните предпријатија, односно кои мерки ќе ги воведете во првите 100 дена? Алда тие како ми постави прашањето за мене. Значи, ќе обезбедам апсолутна радикална транспарентност со тоа што целокупната административна и оперативна работа на општината ќе представам на еден вебсайт на кој ќе биде лесно да се пронајди секоја фактура, излезна фактура, секој договор општината што го прави со било кое приватно предпријатие. Ќе може таму да се најдат говорите на советниците, колку пати кој за што се залагал, одговорите на општината и како и работата на јавните предпријатија. Значи, се ќе биде на едно место и ќе биде лесно достапно и пребарливо. Суштината на демократија е добро информирано граѓанство. Значи, ако немат луѓето информации, тогаш се сведува работата на дали му верувам повеќе нему или нему. Значи, мојата цел ќе биде да му дам информацијата на луѓето и да не се занимавам со политиканство. Ако си ја брка работата општината како што треба, тоа ќе го покажат и бројките. Ако има некаков проблем, побрзо да разбериме отколку покасно. Фала. Согласувам. Продолжуваме, господине Кочишки. Благодарам. Првично, значи, за јавните предпријатија целосно расчистување и расветлување, бидејќи сите знаеме дека јавните предпријатија во Битола се во милионски долгови. Значи, треба да би објавиме видливи бројки, колку јавните предпријатија се оставени во долг и со кој долг ќе почнат да работат јавните предпријатија. Значи, донесување на тие јавни предпријатија на 1:0 и стартување одново. Значи, граѓаните заслужуваат, бидејќи и ние сме дел од граѓаните. Граѓаните заслужуваат да имаат видливост за своите пари, а не како досега, значи, тоа се кажува само во совет и граѓаните друго ништо не знаат. Значи, мора да бидеме транспарентни со граѓаните, мора граѓаните да имаат целосна видливост за нивните средства и да можат, значи, да ги пратат како работат советниците и како работат директорите на тие предпријатија. Значи, ќе кажеме стоп за партиски директори. Благодарам. Значи, проблемот кај јавните предпријатија во основа лежи во тоа што не добиват воопшто работа од општината. На општината повеќе му одговара да си работи со своји приватни фирми и 95% од работата ги изведуваат неколку фирми приватни во Битола. А верувам дека така и во останатите општини. Во моментот имаме ние 5-6 јавни предпријатија кои имаат фиксни трошоци, а не работат. Можете да ги стратнете сите вработени по улици, како седат, каде кафе, каде пиво. Значи, доколку општината сака да ги воздигне јавните предпријатија како што беа на ниво пред 4 години, кога и ние од Либерално-демократската партија водевме 2 предпријатија и ги оставивме со по 20-25 милиони денари во добивка. Значи, може, само треба да се и директорите, но и градоначалникот да му даде основната обврска која имаат, а тоа е да бидат сервис на граѓаните. Не може да изведува канализација секој во Битола да не изведува нискоградба. Не може да изведува водовод секоја фирма да не изведува водовод. Тука лежи проблемот и затоа се тие загуби. Реплика имаше господинот Котевски, 30 секунди. Значи, ова е класичен пример на политиканство. Значи, човекот кажа некои работи, дали се така или не се така, нема начин никој да дознае. Значи, се сведува сега дали му веруваме на човекот на збор, мене ми изгледа како пристоен човек, нема зашто да не му верувам на збор, али тоа е најдоброто што може да го постигнеме. Што сакам да го направам е ваквите работи да може да се видат црно бело на хартија и да престанеме со ова е вака направено, нека напред да се знае точно кој што направи. Повелете, господин Кузмановски, 30 секунди, потоа продолжуваме. Бројките го говорат тоа, секој може да отвори достапни се завршените сметки на јавните предпријатија и да се врати на назад и ќе се увери како било до 2021, како е сега. Таму нема лага. Благодарам. Една реплика може само. Продолжуваме, повелете господин Велевски. Јас до негде ќе се согласам со колегата, со господинот Кузмановски, ради тоа што општината не им дава доволно работа на јавните предпријатија. Значи, многу е битно да се направи веќе во наредната структура на влада, многу е битно да се потегне ревизија на сите јавни предпријатија и да се побара одговорност од директорите. Значи,
рекордери сме односно сите предпријатија се рекордери во загуба, така да јас еден пример ќе покажам кон јавноста. Кога се местеа лежачките полицајци, односно оние смирувачи за сообраќајот низ Битола, ги правеше скопска фирма. Значи не ги правеше јавното предпријатие Паркинзи, за кое на Совет се донесе одлука дека може да се бави со тие активности. Така да тие беа набавувани за многу повисока цена смирувачите на сообраќајот, отколку што ги нудеше јавното предпријатие Паркинзи. Мене ми е криво што не е тук господинот, односно носителот на ВМРО ДПМН, каде што може да дебатираме околу оваа ситуација. Така да јавните предпријатија е тешко моментално да се истакнат на површина, додека не се направи ревизија и додека не има одговорност од директорите. Благодарам. Продолжуваме. Ние како неискусни би побарале првично престанок на задоволувањето од партиско вработување, како и зголемена потреба, односно набавка на соодветна опрема со која што би ги скратиле потребите на јавните предпријатија. Благодарам. Завршуваме со вас. Многу е актуелно и популарно се зборува за транспарентност, а што точно опфаќа тоа може и да нагаѓаме. Во секој случај, комуналните предпријатија се носители на функционирањето на локалната власт. Заради тоа, неопходно е прво да се зајакни кадровската и стручната структура во јавните предпријатија, да се зајакни техничката опременост, јавните предпријатија да работат профитабилно, потоа треба да се прошират и дејностите кои тие ги работат, понатамо ќе треба да се рационализира бројот на членови на управните одбори и надзорните одбори, и секако со зголемување, со подобрување на кадровската и стручната структура се надевам дека ќе бидат намалени време траењето за градење и реконструкција на инфраструктурните објекти, кои за сега навистина се голем проблем. Ви благодарам. Вашата констатација гледачите ја слушнаа за јавните предпријатија и тоа што планирате понатаму. Битола има урбанистички план кој што е донесен 1999 година. Значи, следното прашање, отвараме со господинот Кочишки, е како советничка група, кои се вашите планови, мерки, која е вашата визија за урбанизација на Битола во наредните 4 години? Како што напоменавте, значи Битола имаше еден урбанистички план, а претрпи уште еден урбанистички план и тоа во нашата касарна, каде што никнуваат секој ден згради како печурки. Сите сме сведоци, значи, сите знаеме кој како добива таму место. Значи, треба да се направи целосна ревизија на урбанистичкиот план на Битола, треба да се направи нов урбанистички план, особено на централното градско подрачје. За тоа, како советничка група и како носител на советничката група, се залагам, значи, за првите 100 дена ќе излеземе со бројки и ќе му кажеме на битолчани што е легално, што не е легално. А како ќе се справите со дивоградбите? Треба да имаме градоначелник за тоа. Продолжуваме со вас, господин Кузмановски, значи истото прашање. Вашите мерки и програми, која е вашата визија за урбанизација на Битола во наредните 4 години и како ќе го решите проблемот со дивоградбите? Значи, уште во првата година советниците од Либерално-демократската партија ќе се залагаат да се донесе нов и генерален и детален урбанистички план во Битола, тоа што недостасува повеќе од речиси 20 години. За тоа треба само желба, има стручни луѓе во Битола кои можат да го нацртаат, но до сега не беше во интерес на ниедна политичка партија тоа да се донеси, токму заради полесната можност на сите инвеститори да градат, полесно да легализираат, па одиме 5 спрата, па си правиме уште еден 6 и го легализираме во градба и сите тие
Сите тие работи доведоа до тоа да Битола нема детален урбанистички план повеќе од 20 години. Не можеме ние да очекуваме да се развива еден град без претходно донесен план. Затоа и во Битола недостасува и зеленило, и паркови, и изградба на нови училишта, градинки. Сето тоа треба да се предвиди и ќе бараме, и ќе настојуваме, и ќе се бориме тоа да се случи уште во првата година. Благодарам. Продолжуваме со вас, господин Милевски. Во Битола веќе е започнат да се прави генералниот и деталниот урбанистички план, но доколку нешто би промениле, ние сме присуствувале како советници на дневни анализи и на покани. Значи на Битола ќе се согласам дека му е потребно повеќе паркови зеленило. Исто Битола е многу потребно. Ние сме можда единствената општина која нема катни гаражи. Треба се предвидат повеќе катни гаражи да се стимулира и сообраќајот околу улиците. Воспоставување на нови места каде што ќе има спортски игралишта наменети повеќе за најмладите, за детски градинки. И мислам дека тој детален и генерален урбанистички план ќе биде еден пример како Битола ќе се гради понатака. Чисто за дивоградбите, ние веќе 4 години во Советот не гласаме дивоградби, покрај тоа што ги имаме на секоја седница. Единствена политичка партија сме која во Советот не гласа за легализација на дивоградби, така да ние доколку ја добиеме поддршката од локалната самоуправа, нема да дозволиме да се легализираат дивоградби, односно сите оние нерегуларни изградени дивоградби без комунални треба да се рушат. Благодарам. Продолжуваме со вас, господин Тековски. Согласно колегите, се согласувам дека треба да има промени во деталниот урбанистички план. Ние би учествувале со поставување на соодветна урбана опрема, би носеле сообраќајни решенија за доставувачите на стоки, би овозможили нови паркинг простори со кои што ќе го растеретиме градот. Исто така би поттикнале развој на екопроекти за енергетска ефикасност и исто така би ги реализирале промените во урбанистичките планови кои што се достапни и можни за реализирање. Ви благодарам. Господине Костевски. Постоењето, односно непостоењето на понова верзија на генералниот урбанистички план се работел, тоа е добро, но се надевам дека тоа брзо ќе го завршиме, бидејќи непостоењето на ажурирана состојба може да не доведе во апсурдна ситуација, да планираме, да проектираме нешто, а таму веќе да постои нешто кое не можеме да го отстраниме или да го коригираме. Заради тоа, најбрзо што може, ќе дадеме поддршка да се донесе нов генерален урбанистички план, како и детални урбанистички планови, кои би овозможиле реализација на оние објекти кои граѓаните чувствуваат потреба дека недостасуваат, како во сообраќајот, така и во социјалната сфера, во образованието. Значи, мора апсолутно поддршка за нов генерален урбанистички план, а за дивоградбите веќе време е да не се толерираат повеќе. Господине Котевски, со вас го завршуваме кругот на ова прашање. Значи, урбанистичкиот план не е донесен 20 години, сега овие луѓе нема да го донесат, да сме никој од овие луѓе, нити од тие што ќе поведат. Треба да ви е јасно на граѓаните дека никој овде не застанува за да реши никаков проблем на општината. Се надеваат дека ќе добијат повеќе од 1% на овие избори, за да можат да продолжат да добиваат од вашите пари, од вашиот данок. Левици има добиено 125.000 евра само минатата година, ЕРА трета 70.000 евра, со здраве си ги трошите, ЛДП исто така 70-80.000 евра. Не ги интересира, освен независните листи, сите регистрирани партии се во трка за вашите даночни пари. Немојте да им ги давате. Повелете. Сакам да му кажам на соговорникот дека македонска ера трета уште предходните локални избори, значи, кога доби градоначалник Конјановски, на самата општина, значи, му понудивме проекти, целосно изработени, значи, проекти кои што можеа да се сработат, значи, и битолчани да видат добро од ними, но за жал бевме одбиени. Колку пари потрошивте од 70.000 за тоа? Ви благодарам.
Мора да се држиме до време, затоа што, за жал, не истекува. Последната тема секако е животната средина. Значи, отвараме со господинот Кузмановски. Како вие, како советничка група, ќе го намалите загадувањето во Битола и регионална депонија? Да, не и зошто? Загадувањето во општина Битола може да се редуцира исклучиво само со користење на алтернативни средства за превоз, како прво, а тоа би бил велосипедот. Значи, со оној проект кој го кажав, кој го спомнав, набавка на 200 велосипеди, на 20 велостојалишта, опфатени сите витални институции на градот, ќе го растерети централното градско подрачје, каде што загадувањето е најголемо, а најчеста причина за тоа е гужвите во сообраќајот, премногу спорото движење, издувните гасови. Сите таа е една од мерките. Друга мерка е затворање на централното градско јадро комплетно за сообраќај. Значи, ние во Битола во моментот имаме затворање на централното градско јадро на широк сокак само во летен период од 8 до 12 часот на полноќ, и тоа се случува на старомоден начин, со синџири се затвора, па и човек ги отвора тие синџири на сред ноќ. А има одлука донесена Советот на општина Битола уште пред неколку години таа да биде затворено централното градско подрачје на потек од Јат до влезот на училиштето Гоце Делчев. Што се однесува за депонијата. Замолам концизно со оглед дека што се однесува за депонијата. Бидејќи би се две прашања, затоа и подолг е одговорот. Депонија во Битола за 18 општини на никого не му треба. Ние не можеме да се справиме со депонија за 3 општини, тек за 18. Затоа што не веруваме во институциите дека можат тоа што го говорат да го направат, и затоа исклучиво да, за современа, модерна депонија, за рециклирање на отпад, за селекција на отпад, да се почне примарно од нас граѓаните, да го селектираме, па се понатаму, но да види за 3 општини. Благодарам. Секунда, ќе стигнете на ред. Да. Особено загадувањето во Битола е доста сензитивна тема, секогаш властите ги обвинуваат граѓаните дека возилата загадуваат, дека загадуваат оѓаците. Да, ќе се согласам до негде, но можам да потенцирам дека рек Битола е еден, односно најголемиот загадувач во цела Македонија, каде што Пелагонискиот дел, околијата и Битола го загадува, така да допред скоро можам да кажам и за јавноста дека научивме дека во рек Битола нема филтри. Тоа не знам дали го знае некој, но ова ни беше објаснето на комисија на општина дека рек нема филтри, замислете, во 21 век. Околу депонијата, значи категорично не сме за регионална депонија, односно за општинска соработка помеѓу 18 општини, и со оглед на тоа се појави во Битола една група на граѓани каде што протестираја и ги поддржавме ние протести, и по барање нивно и по наша само иницијатива подпишавме советниците нотарски акт дека доколку во нашиот 4-годишен понатамошен мандат нема да гласаме за никаква регионална депонија, и со тие нотарски акти одговараме пред граѓаните под морална и кривична одговорност. Благодарам. Господин Тековски. Како што кажав првично, во однос на економско подобрување на ситуацијата во градот, првично се проектите со автобусите. Значи, исто така би вовеле екотакса за оние кои што учествуваат во загадувањето на средината. Проект под име Carbon Credit Voucher, односно секој кој што ја загадува средината би плаќал одредени средства кон општината. Исто така би реализирале страница на Страмот, каде што би ги објавиле оние кои што ја загадуваат еколошката средина. Во однос на депониите, мислам дека тоа е став кој што е превземен од претходниот совет. Сме за модернизација, но не би поддржале нешто што би го загадило градот, односно депонија од 18 општини. Ви благодарам. Секако со референдум. Благодарам, господин Костевски, продолжуваме со вас. Екологијата како тема исто е многу присутна и ретко кој има понудено решение за проблемите од еколошката сфера, бидејќи тоа и не е така едноставно. Но ние треба да сториме она што можеме. Мора да се вратиме на пошумување,
Како за почеток, на пример, првично може да се практикува генерацијско пошумување на матурантите. Повикувам тој кој ќе биде избран градоначалник, ова да го прифати и со директорите на средните училишта да почнат да го реализираат. При тоа мора да имаме селекција на садници кои ќе бидат употребени за пошумување, бидејќи во Битола имаме многу насадени борови насади кои лесно фаќаат болеста боров четник, а од друга страна треба да има и листопадни, а посебно садници кои ќе имаат повеќе намени од земјоделски аспект и економски, како багрем, липа и слично. Понатаму треба да имаме чистење на улиците, редовно чистење на улиците и неопходно уредување на речното корито. И морам на место реплика да го кажам на господинот, не му го знам името, рек Битола има филтри од секогаш и некој ги има лажено. Исто како што ги лажеше Васко Ковачевски дека ќе постави филтри на рек Битола. Господине Котевски, продолжуваме со вас. Никој тука не ќе да се изгради депонија, не заради тоа што повеќе сакат да се фрла ѓубрето како што се фрла сега на диви депонии, туку дека имат ниска доверба во системот. Ниска доверба во системот имат затоа што има отсуство на владење на законот. Значи тие немаат доверба дека овој систем може да изгради како што треба депонија. Зато се против. Во принцип, значи тоа е суштинскиот проблем што треба да го решиме и мислам дека сите други ветувања, сите други политички програми или не знам, ние ќе направиме ова, ние ќе направиме она. Советот се покажа дека е апсолутно дефункционален и единствено што треба да се направи е да се едуцират луѓето, да се воведат во деталите на работите на општината, за да може конечно да се утврди кој е проблемот во општината. И само да кажам, ако заприметивте, многу тешко може да се држат луѓето до едната минута. Јас пробав да не ја прекорачам нити еднаш, нема ни сега. Тоа е проблемот. Не ги следиме правилата, народе. Даваме да се доврши мислата, сепак не може да се прекине на пола реченица. Тоа е работа на домашна култура. Господине И Кочички, на демократски капацитет, секако. Господине Кочички, повелете. Благодарам. Иако беше донесено едногласно во Битолската општина и исто така во општина Новац и општина Могила за 18 општинска депонија, ние викаме стоп, значи 18 општинска депонија за Битола ќе биде целосно згаснување на Битола и битолскиот народ. Значи доволно не труја рек Битола, значи првично мора да се постават тие фамозни филтри на рек Битола. Рек Битола, значи, досега, иако зборуваме кој што ќе направи и како ќе направи, сите сме сведоци колку во Битола има заболено од канцер. Значи, што ако ние направиме инфраструктура, што ако направиме улици, што ако поставиме све, кога во Битола би намале народ. Значи, првично мора да се среди прашањето со рек Битола, поставување на тие фамозни филтри во 2025 година, иако претходно многу влади, многу премиери, многу градоначалници ги поставуваја, а во врска со депонијата, 18 општинска депонија во никој случај. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам со оглед дека времето за дебатата наша истече. Ви благодарам многу за вашето присуство. Благодарам што ги споделивте вашите мисли, идеи и проекти со кои што ќе настапите на престојните локални избори и на сите ви посакувам успех. Јова? Да. Повеќе од 3500 DM марка производи со секогаш поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. DM. Со A1 комбо, сурфај на супериорен оптички интернет и искористија роденденската понуда за нов смартфон. iPhone 16 или iPhone 16 Pro по супер цена. A1. Да доживееш нешто чудесно. И да трае за секогаш. Само со A1 комбо активирај ја омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Glay, а по еден месец можеш да одбереш друга.
стриминг услугите сега ги добиваш без дополнителна претплата за секогаш. А1. 25 години ги рушиме бариерите и прави